Ве поздравам и да ви посакам пријатно учење. Овој час ќе зборувам за моделација, скулптура, тродимензионалност. Прво нешто што треба да знаете дека све оди со план. Можеме и директно да работиме без план, но колку ќе биде убаво, колку ќе биде идеално, гениално. Поради тоа што сепак сакаме нешто да реализираме што има идеја, што има одредена компактност, треба да ги планифицираме претходно одредените работи. Видови скулптури, просторни изразувања. Ќе одиме со овие точки: полна пластика, релиеф и мобил. Полна пластика и релиеф се основни, мобил како плюс. За мене е доста интересна рамка, затоа сакав и плюс да ви кажам некои работи за мобилната скулптура. Полна пластика, тродимензионална форма, скулптура кога формата е обработена од сите страни на материјалот, односно има три димензии: висина, должина, длабочина. Анализирајте ја малку сликата, ќе видите формата е изработена од сите страни, нема потреба од подлога, некаков друг елемент за помош, значи како целина е полна пластика. Релиеф. Овде имаме плюс една работа која е главна карактеристика за да ги поделиме некои работи основни за естетиката на моделација. Видна скулптура кога формата е обработена само од едната страна од материјалот. Релиефот е обично врзан за некоја површина. Значи треба да имаме подлога, врз подлогата ќе се пренесат формите што треба да се реализираат и после со додавање на материјал, зависи со каков материјал работиме, со додавање на материјалот, одземање и други интервенции, рековме, зависно од видот на материјалот, добиваме ваков изглед и се нарекува релиефна скулптура. Мобилна скулптура е апстрактна скулптура која има делови што се движат, придвижени или со мотор или само со природна сила од воздушни струи. Неговите подвижни делови создаваат едно ново визуелно искуство од постојано менување на волумените и формите. Терминот за прв пат е предложен од Марсел Дишам во 1932 година на дела од Александар Колдер, кој е најголемиот представник на мобилот. Овие двајца автори се најдобрите во оваа бранша. Фотографијата и формата на неа не е соодветна, но не можев да најдам слика без авторски права од Александар Калдер и Марсел Дишам. И ова е мобилна скулптура, но не е баш она што треба да ја анализирате и да ги знаете основните работи околу ова проблематика. Јас ви препорачувам да ги анализирате двајцата автори Марсел Дишам и Александар Калдер. Ќе ги пребарувате на Google, ќе видите што имат изработено, каква идеја имале, посебно за Марсел Дишам. Видеата ќе ги видите, какви скулптури, мобил, самото име ни кажува дека нештото е подвижно. Во зависност од карактерот зависи од деловите на основната структура, дали целата ќе се движи или одредени делови само ќе се движат на самата скулптура. Користеле некои материјали, посебно за Марсел Дишам, користел запчаници, други делови на мотори, продукт на индустријски производ, најразлични работи за создавање на уметност која до тогаш не била видена. Таа е во уметноста главната поента, да имаме нешто ново, да создадеме нешто ново и со идејата и со визијата да ги представиме нашите способности, фантазија, креативност. Тоа е тоа за овој час. Ви благодарам што ме следевте. Пријатно.